Територијалната противпожарна единица од Кочани ги информира граѓаните дека во текот на празничните денови, поради изголемената раздвиженост, распоредува своји интервентни возила на повеќе локации во градот. Целта е да се обезбеди поголема ефикасност и побрзо интервенирање во случај на пожар или пак други потреби. Истовремено, честитајќи им го празникот Божик на сите верници, пожарникарите упатуваат апел до граѓаните кои ќе учествуваат во традиционалното палење бадникарски огнови. Се препорачува да се избегнува палењето да биде во близина на стамбени и други објекти, како и да се внимава во близина да нема лесно запаливи материи. На тој начин ќе се избегне опасноста од пожари и евентуални изгореници и телесни повреди кај присутните на прославите. Во изминатите неколку денови состојбата на терен е мирна, а пожарникарите од територијалната противпожарна единица имале само неколку интервенции. При тоа гаселе запален оџак на објект за индивидуално домување, а со ефикасно дејствување спречена е поголема опасност од ширење на огнот. Исто така, дежурна екипа излегла на терен за гаснење автомобил што се запалил во централното градско подрачје. Сопственикот и случајни минувачи интервенирале со рачни противпожарни апарати и успеале да го изгаснат пламенот. Советот на општина Кочани во текот на минатата година работеше релативно ефикасно, при што одржа 23 седници, на кои имаше повеќе часовни расправи поради обемните дневни редови и со по 40 на точки. На дел од седниците пак, сите дискусии траеја вкупно 10 на минути, оти имаше само една или две точки за разгледување, па советниците си го земаа паушалот и за екстра скратено работно време. За прв пат во подолгата историја на работата на Кочанскиот совет, овој советнички состав се состана и во викенд, иако за тоа и немаше толку итна потреба. Во текот на дискусиите имаше многу емоции, нервоза, пожртвуваност или иронија, поради што атмосферата преминуваше од благо непријатна до тензична, со неколкукратни прекини на седниците и физичко отстранување советници или пак своеволно напуштање на работењето. Најмногу копја беа искршени околу предлозите за покачување на цената на геотермалната вода за 120%, зашто точката се префрлаше неколку пати поред од седница на седница, додека на крајот да добие поддршка, но со многу помал износ. Од начинот на неработењето на Советот не се задоволни во општинската администрација, затоа што тоа директно влијае врз реализацијата на преземените задачи и обврски. Разгледани се вкупно 314 точки на сите седници одржани во текот на 22 година, од кои 226 се усвоени, за жал 88 не добија поддршка. 19 се предложени на самата седница на Советот, кои само 7 добиле поддршка во делот на реализацијата. Комисиите се уште по-неповолна состојба. Се извинувам дека зборувам за вашите, односно за вашата работа, но сметам дека сме едно тело и Советот и администрацијата на општина Кочани сме одговорни пред граѓаните и треба да се слушни тоа и ви повикувам да го смениме начинот на работа за следната година, заради тоа што од 80 закажени седници на комисиите на Советот на општина Кочани, само одржани се само 38, 42 не се одржани заради немање кворум. Токму нефункционирањето на комисиите на Советот веројатно е една од пречките во ефикасноста на неговото пленарно работење. Комисиите во кои членуваат советници од различни политички опции се формирани за подетелно да се разгледаат точките од дневниот ред и да се даваат предлози за одредени прашања, за кои што треба полесно и побрзо да се донесе заеднички став од сите советници. Комисиската расправа е можност преку поопсежни дискусии и прашања и одговори од надлежните во општинската администрација и во институциите да се добијат објаснувања за темите што поради обемноста не би можеле подетелно да се анализираат на седниците на Советот. Дали грешките и неефикасноста од минатата ќе бидат поправени во оваа година зависи од сите советници. За транспарентноста пред јавноста на нивното работење придонесе и телевизија Канал 8 со присуството на сите седници и со целосните видеоснимки на својата програма.
По повод големиот христијански празник, раѓањето Христово Божик, градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов упати Божикна честитка до верниците од православна вероисповед. Ви ги честитам православните празници кои во секој дом носат мир и благосостојба. Божик е најрадосниот христијански празник, празник на семејството и мирот, празник на Христовото раѓање. Бадник е предвестник на големиот христијански ден, сплотувајќи ги најблиските на бадниковата трапеза. Нека бадниковата вечер и Божик внесат топлина во домовите и семејствата, а доброто здравје, духовниот мир и меѓусебното разбирање царуваат во вашите срца. Среќен Божик, Христос се роди. Се вели во честитката до православните верници од градоначалникот Љупчо Папазов. Општина Кочани планира да ангажира максимум до 12 лица кои ќе извршуваат тековни работни задачи во општинската администрација, а кои ќе бидат преземени од Агенција за превремени вработувања. Веќе е објавен јавниот повик со кој се бараат понуди од специјализираните агенции кои нудат вакви услуги, а по чиј избор ќе се склучи и нов договор. При тоа не е наведена проценетата сума што се планира да се потроши за работниот ангажман на лицата, односно за исплата на плати, надоместоци за здравствено и лично осигурување, трошоците за нивно прејавување во надлежните институции и слично. Во тендерската спецификација на повикот нагласено е дека привременото вработување ќе биде за лица со завршено високо, средно и основно образование, во зависност од потребите што ќе се јават за конкретна услуга, а за што работодавачот, односно општина Кочани, претходно ќе достави барање до агенцијата која ќе биде избрана за давател на услугата. Сличен јавен повик за ангажирање лица преку Агенција за привремено вработување општина Кочани објави во текот на август, за што со избраниот давател на услугата беше склучен договор во бруто износ од над 820.000 денари. Објавувањето на новиот јавен повик по само 5 месеци од претходниот се образложува со тоа што веќе биле потрошени планираните средства. Од давателот на услугата се бара потребните лица да ги обезбедува во рок од 1 ден од доставувањето на барањата, а при тоа да биде обврзан да врши навремена исплата на платите за ангажманот. Критериум за доделување на договорот за јавната набавка е најниската цена, односно најниската понудена провизија на бруто плата на одстапен работник изразена во проценти. Тендерската постапка е отворена до 20 јануари, а средствата за реализација на договорот за јавната набавка се обезбедени од буџетот на општина Кочани за тековната година. Центарот за развој на Источниот плански регион ја привршува реализацијата на проектот за уредување детски забавен парк кај Центарот за култура Бели Могри. Активностите се дел од заеднички проект за збогатување на содржините за рекреација во Источниот плански регион, односно за уредување авантуристички паркови во општините Штип и Кочани. За оваа намена се инвестираат нешто повеќе од 10 милиони денари. На просторот, што во изминатите неколку месеци се уредуваше партерно, веќе се поставени реквизитите и заштитната ограда. Останува дополнително уредување со инфопано и осветлување. Просторот и претходно беше наменат за истата цел, но со години реквизитите беа во лоша состојба и не одговараа на барањата за безбедност на најмладите. Уредувањето на детскиот забавен парк се вклопува во претходното уредување на просторот околу Центарот за култура Бели Могри, за што општина Кочани инвестираше собствени средства. По комплетирањето на забавниот парк со предвидените реквизити и дополнителното уредување се очекува наскоро тој да биде предаден во употреба.